Повеќе од 3 децении илјадници регистрирани жени земјоделки немаат право на платено породилно отсуство. Иако работеа секој ден, го помагаа семејното стопанство, придонесуваа за домаќинството и за руралниот развој, сепак нивниот труд не беше препознаен од системот. Се започна кога една жена земјоделка се појави на состанокот на Националната федерација на фармери со своето новороденче. Во тој момент сите беа свесни дека таа, како и многу други, иако без проблем има здравствено осигурување, нема право на породилно отсуство. Тоа беше правен вакуум за кој едноставно не се интересира институциите и за нив како да немаше проблем. Националната федерација на фармери подоцна со силно женско лидерство и поддршка од Шведска и ViEffect започна долготраен процес на застапување, заменување на работите преку локалните заедници до парламентот и меѓународните институции. Имено земјоделките може да се регистрираат по 2 закона. Првиот е законот за вршење земјоделска дејност, а вториот е законот за пензиско и инвалидско осигурување, според кој пак жените немаат право на мајчинство. Според последните податоци од Министерството за земјоделство, во 2022 година по овој закон има регистрирано 1255 жени земјоделки. Во 2022 година се создаде координативна работна група. По десетици состаноци, анализи и консултации со земјоделките беше најдено привремено, но одржливо решение. Од 2023, благодарение на новата програма за социјална сигурност за жени кои вршат земјоделска дејност, регистрираните земјоделки конечно добија финансиски надоместок за мајчинство. Националната федерација за фармери ги продолжи своите напори во истата насока, преку поддршката од програмата за зголемување на приходи и социоекономско јакнење на ViEffect со поддршка на Шведска. Благодарение на овие заеднички напори, прагот за остварен приход во програмата за социјална сигурност за 2025 година се намали од 300.000 на 150.000 денари, чекор што ќе им овозможи на поголем број на регистрирани земјоделки да ги искористат средствата за мајчинство што им следуваат. Програмата овозможува неповратни 100.000 денари за мајчинство за сите земјоделки со статус осигуреник индивидуален земјоделец. Потребно е да имаат активна дејност, приходи во претходните години и непрекинато осигурување. Со едноставно поднесување на неколку документи до платежната агенција, жените земјоделки ја добиваат поддршката без сложени процедури. Земјоделката треба да е запишена во единствениот регистар на земјоделски стопанства како носител или член на семејно земјоделско стопанство. Семејното земјоделско стопанство во кое членува треба да остварило финансиска поддршка согласно со програмата за финансиска поддршка во земјоделството или има остварен приход од вршење на земјоделска дејност и да има непрекинат статус на осигуреник индивидуален земјоделец согласно со законот за пензиско и инвалидско осигурување во време траење од 6 месеци пред раѓањето на детето. Жената треба да достави извод од родените за бебето, од УЈП издадено уверение за состојбата на даноците, придонесите и другите јавни приходи по датумот на раѓањето на детето, од ПИОМ решение за статусот дека индивидуална земјоделка, од Агенцијата за вработување потврда дека била невработена 6 месеци пред мајчинството и фотокопија од трансакцијската сметка на земјоделката. Лидија Богдановска, собственичка на 2 хектара лозје, е една од првите кориснички според која оваа поддршка ја овозможува да помине драгоцено време со своите деца, без да ги загрози нормалните приходи во семејството. Па е од огромна важност, затоа што жените во породилно отсуство до сега немале никаква помош. Мислам дека е од големо значење не само за мене и за други жени што ќе аплицираат во нареден период. Тоа е за да стекнеш поголема самодоверба и поттик за понатамошна работа, да бидат поупорни. Значи поупорни во своите замисли, во своите идеи, да има поголема соработка помеѓу институциите и земјоделците. Европската унија препозна програмата како успешен пример. Платформата за подобрување на економскиот и социјалниот статус на руралните жени од Западен Балкан ја истакна како добра практика која инспирира други земји да имплементираат слични мерки. Програмата е огромен чекор, но се уште не е трајно системско решение. Националната федерација на фармери продолжува да се бори за измени на законот и трајна социјална сигурност за сите жени кои вршат земјоделска дејност. Заедно да изградиме фер, праведен и достоинствен систем за сите земјоделки и земјоделци. Поддржи ги напорите, информирај се, сподели и заеднички да дејствуваме.